Поштовани гледачи, добар ден, добре дојдовте во најновото издание на земјоделската емисија Бразди. Емисија посветена на сите активности во овој период од годината со затоплувањето на времето и со тргнувањето веќе на вегетацијата. Ова е период кога се последните временски услови кои дозволуваат да се заврши пролетното садење и подигање на овошни насади, засадување на дрвца, и во денешната емисија сите детали за тоа што е важно при засадување на некое дрвце, при изборот на саден материјал, колку е значајно да биде тоа сертифициран саден материјал, за кој што институција го проверила дека нема да донесете некакви болести на нива. Исто така во денешната емисија од аспект на овоштарите бележиме на репортажа што се почнуваат активностите за овоштарите во Македонија за отпочнување на годината со резидбата и со првите зимски заштити кои што се важни во овој период од годината. Во денешната емисија посветуваме внимание на една многу важна работа, а тоа е здружувањето, овој пат за асоциација, која што е асоциација на живинарски фарми, здружени ќе се обидат да делуваат и да го одбранат домашниот пазар од напливот на се поголем увоз на конзумни јајца. За пилешкото месо веќе таму сме сериозно зависни од увоз, но и таму ќе се направат обиди да поголемо домашно производство. Пред се и да се застапуваат здружено и пред институциите, а идејата им е понатаму да прераснат и во задруга, која што задруга ќе ги представува пред за набавка на репроматеријали да имаат пониски цени. Правиме една репортажа од Беровско за еден млад одгледувач на овци. Младите се помалку ги среќаваме како сточари и ваквите ретки примери се за поздравување да го наследат бизнисот од постарите и да останат во ова производство, се ако го препознаат интересот од производството. Единствено што ги мачи и што укажуваат е дека последниве години драстично е ниска откупната цена на јагнето, што е сериозен проблем и сериозен удар за одгледувачите на овци, и тука треба нешто да преземе државата. Тоа е нивниот апел за да останат и младите во сточарството, бидејќи се помалку имаме и овци, и сточари, и сточарски фарми. Денешната емисија има и богати стручни содржини, тука се советите за одгледувачите на жита, битката со плевелите треба да се добие, но и нудиме и решение за еден природен начин како да ги живнете житариците, да добијат побоен раст, тоа да биде мала инвестиција, а многу да си помогнете, бидејќи годинава е изразито катастрофална состојбата со житариците. Имавме касна сеидба, сушна есен, лошо стартува на пролет. Не се во таква фаза сега, не може ни да се фрли прихрана и измена периодот за првата прихрана, но попусто ќе фрлате пари, бидејќи нема доволно коренов систем таа прихрана да ја искористи. Исто така и советот за овоштарите за првата зимска прихрана со белите масла, која што е многу значајна за да се намали притисокот од болестите. Да не должам многу, ова само мал вовед за денешната емисија. Почнуваме со ред со првата рубрика, тоа се агровестите. Мерката за дополнителна субвенција од 3 денари за предадено индустријско јаболко, вклучително и она кое што ќе се извезува, се продолжува и ќе важи до 30 јуни 2019. Ова продолжување на времетраењето на мерката е едно од барањата на производителите на јаболка кои се соочени со слаб пласман на јаболката. На овој начин се надеваат дека оние конзумни јаболка кои нема да се продадат ќе завршат во индустријата и од нив ќе земат некој денар за да се преброди една од полошите години за јаболкопроизводителите. Според Министерството за земјоделство со оваа мерка се планира да бидат откупени до 30.000 тони јаболка, за што се планираат близу 1,5 милиони евра. Министерството за земјоделство претходно ги прифати и другите две барања на производителите на јаболка, односно основната субвенција за одржување на овошни насади да биде исплатена до 25 март, а дополнителната поддршка од 3 денари да биде исплатена до 30 јуни. Исплатени субвенциите за фармерите кои одгледале и заклале говеда во регистриран кланичен капацитет. Над 80.000 евра легнаа на сметките на 240 сточари. Од платежната агенција информираат дека како што се обработуваат апликациите за добивање на субвенции, така ќе следи и исплатата по мерки, согласно планираниот календар за исплата. До крајот на минатиот месец платежната агенција исплатила над 30 милиони евра. Од нив 26.300 одгледувачи на житни култури биле исплатени со 5,5 милиони евра. 16 милиони евра легнале на сметките на одгледувачи на обележани грла, кози, говеда и овци и неселки и околу 9 милиони евра на сметките на над 15.000 лозари. Подпишани првите договори од инвестицијскиот оглас за закуп на државно земјоделско земјиште со агробизнисмени и земјоделци кои ќе развиваат инвестицијски проекти во преработувачки капацитети покрај примарното производство.
Со овој оглас за површини над 3 хектари ќе се поттикне отворањето на преработувачки капацитети кои се исклучително важни за поголема конкурентност и решавање на проблемите со пласманот. Вкупната инвестиција на сите 20 прифатени договори изнесува 11 милиони евра, износ што ќе се вложи во следните 5 години во инвестициски проекти за винарии, кланични капацитети, оранжерии и откупни центри. Државата да инвестира во разликата од производната до откупната цена на јагнето, да ги легализира шталите и придружните објекти, навреме да ги исплаќа субвенциите и да помогне во обезбедување на работна сила во овчарството. Ова се 4 барања на Сојузот на одледувачи на овци, кои ги испорачаа до ресорното министерство. Интервентна мерка со која килограм јагне ќе достигне 170 денари, бара новото раководство на Сојузот на сточари. Тие се жалат дека во моментот продажната цена е околу 140 денари, а производната 175, со што тие работат со загуби. Сточарите бараат решение на инфраструктурните проблеми, а проблем е да се најде и работна сила за овчарството. Пред една недела одледувачите на овци се сретнаа со министерот за земјоделство и му ги пренесоа своите барања. Тој им одговорил дека откако ќе се утврди точниот број на сточни грла, ќе се знае со колку пари државата ќе може да ги заштити одледувачите на овци. Овощарите во овој период од годината започнуваат интензивно со работа на поле. Се крои, почнуваат и први зимски заштити. Се во околината на Виничани, на Градско. Тука гледаме веќе масовно се крои. Колкави површини имате, што се одледувате? Јас сум Бајр Ашкериц од село Виничани, регистриран земјоделец со фирма. Одгледувам кајсија на 15 хектари, круша на 4 хектари, меѓутоа крушата ми е и јаболка на хектар и пол. Меѓутоа крушата и јаболката ми се интензивни насади. Гледаме густо насадени. Густо насадени, да. Барат посебна агротехника. Густо насадени и сега моментално сме во фаза на резидба. Така. Стручна помош при резидбата. Стручна помош, постигнувате сами? Резидбата ја постигнувам со моите деца. Тие се возрастни веќе, едниот ми е на Значи фамилијата, фамилијарен бизнис е, меѓутоа сепак се работи за големи површини. И аргати имаме кога е во фаза на берба. Помош голема имаме од стручни лица, се тиче заштита, затоа што крушата е многу специфична. Крушата е проблем, најголем проблем е таа крушкова болба што викаат псила. Меѓутоа голема благодарност до Маријан, заштитарот мој. Со негова помош, еве 2-3 години ја пратиме и немам проблем. Овдека до Вардар кај што се наоѓаме ние, крушата бара повисоки места, кој што знам, што сум читал литература и што ми кажувале професори. Меѓутоа со упорна работа може да се. Овој насад е веќе 10 години, првите години имав голем проблем за заштита. Многу голем проблем. Сега веќе влеговме у шема со стручни лица и се следат тие програми, шеми, точно по програма се работи. Климатското поднебје како му е? Тука знае да фатат ниски температури. Кајсијата како е, се буди или оваа година е погодна малку ја задржа? Кајсијата моментално е во фаза се уште намирување, меѓутоа е тргната. Да се надеваме дека пак ќе залади некој талас, има ладен. Има најави, да. Дека ќе залади да куртулиме од мразови. Една година ги разбуди прерано, па немаше што да се бере. Не една година, 2-3 години заредом, кога не фати, партал не направи. Значи, сите средства ги уложуваш, ги работиш, ги прскаш, не смеш да го оставиш, не родило оваа година, па остаи го за до година, не. Кој ќе го измрзне, мора се пак да си продолжи исхрана. Па 90% мора истата заштита, истата работа. Што со пласманот? Како проаѓате со пласманот? Крушата е делумно производ што лесно ќе се продаде, бидејќи ја нема дефицитарна е барана. Со кајсијата, со другите? Па затоа и се определив на кајсија, круша и рана јаболка. Значи, јаболката е во ресен застапена многу, кај нас овде е ретко. Дури кога ги насадив, полно луѓе ми се чуда и ми се смеја, меѓутоа овде кај нас е порана годината со месец денас им бегаме на ресенчани, така да јаболката ја продаваме без проблем, без проблем. Крушата исто така, пошто вадам убав квалитет, немам проблем со пласман, нити сум имал, нити имам проблем. Малку е проблем
чувањето кога е сезоната, ни фалат нас хладњачи, лазанни уреди ни фалат. Дефинитивно тоа ни фали. Нешто преку ИПАР сте размислувале за да се докомплетирате? Па преку ИПАР сум размислувал, меѓутоа имам аплицирано досега преку ИПАР, сум земал трактори атомизер. Меѓутоа ако не се олесни процедурата, тешко дека ќе може некој да успее да земе од ИПАР. Вие што сте ја прошле еднашка процедура? Да. Голем проблем е процедурата. Не сме ние стручни за тие европски закони. Се трудиме колку што можеме, меѓутоа без помош конкретно од Министерството за земјоделие и нивните стручни служби, не верувам дека постои земјоделец што може сам да аплицира без нивна помош. Планови? Поднебјето е такво, вие велите порано излегувате со производ, сте па подложни па на ризик, нели, на мрзнење на такви, да се ширите, да се зголемувате? Па план ми е на овие насади, доколку сум во можност, само молам Господ, долго размислување за мрежа, заштитна мрежа, тоа е број 1, меѓутоа се молиме Господ да не измрзне, ако не измрзне, нема потреба ни од ИПАР, ни од сам си финансирам. Една добра година, две и заредно 2 години да се потрефат. Тоа ми е план и хладњача, ако даде Господ да се комплетирам и за тоа што сум останал тука, со моите деца не се настранал, овде ја гледам иднината. Не планираат за странство? Ќе останат? Не, нивните другари. Ако го најдат интересно? 90% заминаа, меѓутоа се трудам да останат тука. Да останат тука. Кај на селото буквално се испразни. Виничани беше едно од најјаките села, а можеби да наречам земјоделско у цела Велешка околија. Многу земјоделие се работеше, меѓутоа последниве години измрзнувања, неплаќана лозија, проблеми со пласман и децава си ја гледат иднината во странство. Преку 20 фамилии се иселија со мали дечиња. Време е за садење и подигање на овошни насади. Во овој период од годината сите оние што не успеале есента да посадат некое дрвце, сега е исто така многу важен период кој што не треба да се пропушти. Вие сте долги години во оваа работа. Кој е советот тебе до сите оние што сакаат да подигнат, да засадат некое дрвце, додека не е потерена вегетација, се уште е можно тоа да се прави? Да, значи, оние кои што не успеале на есен да садат, бидејќи тогаш е најдобро садењето на овошните садници, имат уште време, значи, идеални се временските услови, нема врнежи, така да можат слободно овој период да го искористат за да си ги посадат своите ниви со нови овошни садници. Но како што гледаме, нели, ви реков дека времето ни оди во прилог, но се повеќе и повеќе се зголемува температурата, така да што побрзо ги посадат, подобро за нив. Инаку сезоната за садење е некаде до средината на април, во зависно од нели подрачјата на Македонија, каде е колку по-студено, поладно или потопло, но секако јас препорачувам, а и сите нели друзи кои што се бават со оваа работа, дека што побрзо се посади е подобро за нив и за самиот садник. За разлика од есенското садење, кај пролетното важен предуслов е да имаат вода, да внимаваат, може бргу да дехидрираат тие млади садници, бидејќи ќе ги фати многу бргу жешкот. Значи обавезно треба сега во пролетното садење да се стави вода и добро да се нагазат, нели добро да се загижат за да можат да, бидејќи не се знае дали ќе заврни и да не се ризикува во тој дел. Честа дилема, еве и нас не прашуваат вака на терен, колкава треба да биде дупката кога се сади. Може би некои пропорции кажуваат 60 на 60, но што поголема е напред, подобро ќе биде за кореновиот систем. Значи зависи од тоа каква е површината, каква е земја, структурата на земјата. Некоја поровка земја каде што се сади не може и помала да биде, нели, самата дупка, мислам на широчината, а некоја која што е многу цврста земја, нели, за да може да се обработи, подобро е да биде поширока. Сето тоа зависи од површината. Иначе тие се стандардните, нели, кои што се 60 на 60 за дупката, за садењето на овошките, за да може да се стави вода, нели, па да се стави земја, да, и коренот да може да пуште, нели, поголеми корења подлабоко, така да се става вода, се става земја, се чека
се впие водата, па повторно се става земја и сето тоа и да се истисне воздухот и да се обавезно треба да се стави по некое колче кое што ќе се врзи за садникот за да може тој садник од ветрови или нешто да не се навали и да биде прав и крошната утре да биде права, значи. Колку е важно при садење на било за кој начин да е садење, било да е едно дрвце во двор да треба да засадат, колку е важно да направат избор на квалитетен посадочен материјал. Да има етикета дека е прегледана од Министерството, тоа е некоја своевидна гаранција дека стои некоја наука, тоа све го прегледала, дека нема вируси, болести разноразни, да земат субвенции исто така многу е важно, а многу е важно да има и добар коренов систем, да има добар старт. Нормално, значи најбитно за подигање на секој овошен нов насад потребно да има добар квалитетен саден материјал. Значи, како што кажавте, контролиран и најдобро јас што секогаш го потенцираме да биде од домашно производство. Значи, произведен домашен саден материјал, сертифициран, контролиран од нашето министерство, од нашите професори, кој што е произведен во Македонија и кој што е прилагоден на оваа клима и потоа не претрпува оние гранични преноси, па стоење на граница, значи да дехидрира, туку сите ние расадници кои што произведуваме, овошни садници како се вадат на есен од земја, повторно се ставаат во трап, за се со цел да не дехидрира тој садник и така да нашиот земјоделец кој што ќе подига нови овошни насади ќе биде сигурен и за квалитетот и за сортата. И нормално ако го обработува како што треба, не е сега добар квалитетен саден материјал си купи, ама потоа јас како што велам го сади и не се врати веќе, тогаш не може ни да очекува добар насад, но ако го обработува како што треба, нема да биде, нема да има никаков ризик за во иднина да има добар овошен садник и добар овошен насад кој што ќе да си бери и да си екзистира од таа. Почнати се подготовките, го спомнавте подготовките за на нива за тука аклиматизација, веќе гледаме се работи на калемење за фактички за следната сезона. Да, продажбата уште не е завршена и садењето на садниците на кои што беа производство од 2018 година, есен 2018, пролет 2019, ние веќе почнавме со калемење на новото производство на овошни садници, така да таква е работата со производството на садниот материјал. Цела година има работа и сега е идеално време да се калемат, бидејќи им се на време соковите не им се уште тргнати, да спојното место биде во ред. Вие тука го чувствувате она што се бара највеќе. Дали многу зависи, годинава не идат јаболката, па мислам дека се помалку ќе бараат нови јаболка. Да. Што се бара, како се барат, од што зависи што ќе се бара година? Токму тоа како што кажавте и вие, значи пласманот е главен на земјоделските производи. Која година кој плод оди како производ, таа година тоа се бара. Минатата година многу се бараа сливите и јаболките. Значи минатата година не знам, да имавме не знам колку садници за сливи, ќе се продадеа. Но оваа година, бидејќи знаеме како беше ситуацијата со овие два производа, послабо е продажбата на сливите и на јаболките, но ние комбинираме, наоѓаме и некои други пазари, така да имаме уште нешто од ова производство. Се надеваме дека до крајот на сезоната, додека трае продажбата, ќе успееме да ги продадеме, ако не да сме здрави и живи. Благодарам за ова гостување во Бразди. Почитувани гледачи, време е да се искористат овие поволни временски услови, да засадите некое дрвце, било да се работи за една садница, две во дворот, за на викендица или за подигање на овошни насади. Треба да се побрза, да се искористат поволните временски услови, но и да се внимава при пролетното подигање на овошни насади, бара поголема нега и внимание. Минути предвидени за стручните совети. Во стручните совети информациите за одледувачите на жита, за нив сега е важна битката со плевелите, но нудиме и едно
природен начин како да се зголеми растот и развојот на житариците за многу мала инвестиција, исто така многу важно и за градинарите, за во овој период има многу важна апликација со природни препарати кои што можат многу да им помогнат и за надминување на стресните ситуации кои што ги имаме од ваквиот сушен период, а и за овоштарите совет за првата зимска прихрана, за првото зимско третирање со бело масло. Агросал Биопротект, или народски кажано како што кажавте, белото масло, е минерално масло кое што во овој период од годината служи за неколку намени кај зимската заштита, која што ќе се извршува или веќе се извршува во овој период, така што можеме да ги напоменеме неколку работи кои што се битни кај него. Значи, пред се битно е неговото овицидно дејство, тоа е делување врз презимните форми или јајцата кај штетните инсекти, кои што секако во изминатата сезона, особено есенскиот период, кој што беше и такако сув и топол, придонесе за нивен продолжен развој и размножување, така што за очекување, нели за следната сезона, дека наездата на штетни инсекти би можела да биде во поголеми размери. Токму затоа, белото масло или под бренд името Агросал Биопротект на компанијата Алкалоид е една од мерките, јас би рекол задолжителни, каде што ќе допринесеме за помал потенцијал за развој на штетните инсекти во текот на следната сезона. Значи, во оваа фаза многу битно е да се аплицира, тоест, ние не само апликација, туку буквално бањање на овошните или на лозовите садници, за да може токму тој момент каде што штетесната вошка презимува дали во јајци или во веќе мала подвижна форма, да може токму Агросал Биопротектот, тоест белото масло, да може да изврши токму во овој период дејство, затоа што во секоја понатамошна заштита нормално ќе биде потешка, затоа што веќе имаме лисна маса, било кое средство се потешко допира до самиот вакво инсект, така што во овој момент апликацијата е многу битна да се изврши. Компанијата Агроуник, која од 2005 година се занимава со истражувања во областа на биотехнологијата, производство и дистрибуција на микробиолошки препарати кои се наменети за земјоделското производство, има решение за сите култури. Во овој период од годината, заради сушната есен, многу назадуваат житата и се во многу ниска фаза од развојот. Од Агроуник предлагаат со употреба на 7 литри на хектар славол и 2 до 3 литри амексол да им се помогне на житата да добијат енергија за побрз развој и надминување на стресот. Инвестицијата е исклучително минимална, но ефектите кај оние земјоделци кои тоа лани го пробале на своите ниви се одлични и освен побрзиот раст, развој и надминување на стресот од сушата, житата ќе развијат подобар корен, а крајно ќе дадат изголемен принос од најмалку половина тон. Славолот е првиот препарат на компанијата Агроуник, тоа е и најпознатиот бренд на компанијата. Многу повеќе сме познати како Славол, колку како Агроуник Македонија. Тоа е микробиолошко ѓубриво, односно ѓубриво кое што е создадено значи за фолиарна прихрана, како и прихрана за во производството на расад. Ова ѓубриво е карактеристично тоа што е составено од два типа на микроорганизми, односно бактерии, азотофиксатори и фосфоминерализатори, кои што имаат за цел значи разлагање на органската маса, односно фосфорот и азотот природен кој што го имаме во почвата во големи залихи. Исто така при ферментацијата на овие бактерии се создава и познатиот хормон, тоа е ауксинот, хормон на раст и развој, без кој ниедно растение не може да опстане и да се развива. Овој хормон има за цел делба на клетка, кое што значи што ми имаме делба на клетка, со самото тоа имаме поголема лисна површина, образување на нови корени, поголем број примарни и секундарни коренчиња кои што ја зголемуваат и апсорбционата моќ на едно растение. Во текот на целата вегетација кај житата може да се дадат 3 залевања со славол. Славол е целосно природен препарат кој има и сертификат и за воорганското производство. Освен што директно влијае на растот и развојот, тој и индиректно помага преку враќање на живоста на почвата, односно плодноста и поголема достапност на хранливите елементи. Под стрес за едно растение се подразбира високи, ниски температури, нарушен воден воздушен режим, сушен
период кој што моментално и го имаме овој сушен период, имаме 2-3 недели веќе без капка дожд, оштетување од град, оштетување од разни болести, инсекти, се тоа придонесува да имаме стресна ситуација на едно растение. Силни ветришти исто така за културите кои што се на отворено, сето тоа придонесува да растението биде под тој стрес и да едноставно се уназади во неговиот развој. За нормализирање на растот и развојот во неповолните климатски услови и стресот, во Агроуник го имаат Амиксол, кој има растителни L-аминокиселини кои растението ги прифаќа како свој. Амиксолот е исто така органски препарат кој што содржи 16% L-аминокиселини. Тоа се L-аминокиселини добиени од растително потекло по пат на ферментација. Овие аминокиселини се многу битни за развојот на растението, односно во синтезата на протеини, така што моментално се наоѓаме во фаза кога имаме високи дневни температури, ноќни ниски температури, да речеме. Сето тоа придонесува да имаме така наречен стрес за растението, а под стрес на растението се подразбира, значи многу други фактори може да влијаат, да го доведат едно растение во стрес. Овие аминокиселини помагаат овие стресни ситуации многу полесно да ги преброди едно растение. Она што е значајно е дека за апликацијата на Славол и Амиксол потребно е да има активна вегетација. Во нашата палета влегуваат околу 19 производи, сертифицирани производи, и тоа започнувајќи од третман на почвата, препарати кои што служат за третман на почвата како Уникер за разлагање на остатоците во почвата, Унистарт и Унимакс кои што служат за мобилизација на хранливи елементи, односно разлагање на заостанатите хранливи елементи азот, фосфор, калиум во почвата. Потоа имаме препарат за третман на семе, тоа е Славол-С, богат со ауксин, кој што е многу битен за секое растение, уште од самиот почеток на ратење. Препарати за фолиарна прихрана, како што се познати од Славол, Славол ВВЛ за лозарство и овощарство, аминокиселината Амиксол, Флосал за собно и балконско цвеќе, како и имаме препарати, односно хумински киселини, Енерген Аква, збогатени со микроелементи, со бор во зависност од времето на употреба. Во нашата палета исто така влегуваат и препарати за подобрување на квалитет на силажа, Силко, како и препарати за прочистување на септички јами и сточарски лагуни, Бистрол. Додека најновиот препарат за заштита, тоа е биобактерицид и биофунгицид Ервикс. Тоа е препарат, значи, за кој што од оваа година ќе го имаме нашиот пазар, и тоа е исто така органски препарат создаден од компанијата Агроуник. Во овој период како хемаме пестициди, во нашата палета на производи имаме неколку врвни хербициди, и тоа почнувајќи од хербицидот Палас 75-2G, станува збор за постемердженс хербицид, тоест хербицид кој се применува по никнење на културата. Станува збор за хербицид специјалист за сузбивање на теснолисни и некои широколисни плевели. Пала 75-2G има над 98% ефикасност во сузбивање на теснолисните плевели, како што се дивиот овес, полската класатка, обичната ветрушка и други економски значајни теснолисни плевели. Палас 75-2G содржи 75 грама на килограм активна материја пироксулам, формулиране во облик на водоразворливи гранули. Како хербицид се абсорбира преку, најголем дел се абсорбира преку листовите, меѓутоа еден дел од оваа активна материја се абсорбира и преку коренот, што значи дека има и продолжено делување на покасно никнатите плевели. Меѓутоа, за подобра дисперзија на капките од растворот за третирање, за нивна побрза пенетрација во растителното ткиво и за поголема отпорност на промивање од врнежи, наша препорака е Палас 75-2G да се комбинира со адитивот Дасоил во доза 0,5 литри на хектар. Палас 75-2G има голема флексибилност во својата примена и може да се применува од фенофаза на кога житните култури се во фенофаза на 2 листа до видливо второ коленце во доза од 250 грама на хектар. Другиот хербицид во нашата палета на производи е Ланцелот Супер. Станува збор за исто така за постемердженс хербицид, тоест хербицид кој се применува после никнење. Ланцелот Супер е хербицид специјалист за сузбивање на широколисни плевели, како што се паламидата, полскиот слачец, камилица и други економски значајни широколисни плевели кои што се вуваат во
пченица, јачмен, наршовес и тритикале. Исто како и Палас 75 ВГ, Ланцелот Супер се абсорбира преку листовите, меѓутоа има дел од активната материја, има и почвено делување, што значи дека има продолжено делување на покасно никнатите плевели. Ланцелот Супер се применува исто така е флексибилен во својата примена и се применува од фенофаза на почеток на братење до видливо второ коленце во доза од 33 грама на хектар. Мустанг исто така е еден од поновите хербициди во нашата палета на производи. Станува збор за двокомпонентен хербицид која содржи активната материја флорасолам, и тоа 6,25 грама на литар и 452 грама на литар 2,4-D во етилхексил естер форма. Овој хербицид има на 98% ефикасност во сузбивање на широколисните плевели, како што се лободата, подворката, штирот, обичната звезданка, полски вртипоп, полско огнивче и други економски значајни широколисни плевели. И овој хербицид има широк флексибилен во својата примена и се применува кога узимата пченица и јачмен, се во фаза на од почеток на братење до видливо прво коленце, а широколисните плевели имаат развиено 2 до 6 листови. И како еден заклучок, доколку во посевот превладуваат некои повеќе годишни плевели, како што се паламидата, полскиот слачец, наша препорака е да се примени Ланцелот Супер во комбинација со Палас 75 ВГ, а доколку во посевот превладуваат широколисни плевели од типот на лобода, штир, полско огнивче, полски вртипоп, наша препорака е да се применува хербицидот Мустанг во комбинација со Палас 75 ВГ со цел комплетно сузбивање на широколисните и класестите плевели. Меѓутоа, во овој период кога веќе имаме одредено затоплување, односно зголемување на температурите, а со тоа се јавуваат и одредени болести кај житните култури, како што се ерѓа на листовите, пепелница, главниците, дури и гниење на класот, уште позната како фузариозно заболување. Наша препорака во овој период е во комбинација со претходно напоменатите хербициди да се применува и фунгицидот Дует Ултра. Станува збор за двокомпонентен фунгицид кој ги содржи активните материи епоксиконазол и тиофанат метил. Станува овој фунгицид е системичен и куративен, флексибилен во својата примена, односно може да се применува од фенофаза на почеток на братење се до завршеток на класење во доза од 0,4 до 0,6 литри на хектар. Производителите на конзумни јајца и живинарските фарми кои одгледуваат бројлери за пилешко месо се здружија во Асоцијација за живинарство, која што е како модел ќе ги представува и пред институциите за креирање на политиките важни за живинарството, но уште позначајно заедно ќе се борат за задржување на домашниот пазар кој што има се посериозен наплив на конзумни јајца, особено изразен сега во предвеликденскиот период. Значи, асоцијацијата е формирана оваа година. Јас сум иницијатор заедно со Федерацијата на фармери. Секогаш е во предност кога сме здружени производителите, дали тоа ќе биде за пониски откупни цени, дали заедно ќе настапуваме на пазарот за продажба. Значи, идејата на оваа национална асоцијација е да ги обедини сите производители на јајци на пилешко месо, со тоа што да се застапуваат интересите дали пред институциите, дали пред Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Така да тоа е првичната цел. Имаат можност, значи, сите фармери во Македонија да станат членови на оваа асоцијација, односно сите производители на јајци на пилешко месо, со тоа што во иднина имаме тенденции да прераснеме во задруга, каде што ќе можеме да настапуваме заедно за пониски откупни цени, дали на пченка, на пченица. Така да тоа е првичната замисла и целта на оваа асоцијација. Се создаде услови, дојде време од каде се создаде потребата за вакво здружување. Дали го чувствувате се повеќе притисокот на конкуренцијата на нашиот пазар? Така, значи конкуренцијата во овој сектор е многу силна. Значи имаме релативно голем увоз и на јајца,
и на пилешко месо. За пилешкото месо тоа е од секогаш така, но во овој период изминативе неколку години имаме доста голем увоз на јајца од Србија, каде што се настапува со доста пониски цени и целта меѓу другото е да ги поттикнеме македонскиве купувачи да се купува македонско јајце, македонско месо, бидејќи нели секогаш македонското јајце е посвежо, исто така и месото што е произведено тука многу побрзо може да стигне до крајниот потрошувач, со тоа што нели знаеме што конзумираме, од каде потеклото, доколку на сите овие производи што стигнуваат конкретно јајцата од Србија, ние немаме точни информации од каде се, што се, како се и цената кажува дека не ни ги дават најубавите. Цената кажува значи нели секоја залиха, секој вишок се носи тука. Што покажуваат показателите, како стои Македонија со производство? На времето бевме димензионирани за Југославија, капацитети имаме, но сега барем домашниот пазар го задоволуваме. Дали се размислува нешто за извозни бројчиња, како стоиме на тој? Значи во тој поглед македонското производство на јајца целосно го задоволува нашиот пазар. Дури можам да кажам дека фармите во Македонија за производство на јајца извезуваат јајца со цел да се одржи некоја цена на пазарот, со тоа што вишокот би се пуштил во соседните земји во принцип е извозот, така да тоа е така поради тоа што имаме голем увоз на јајца. И слушнавме состојбата како е со конзумните јајца, состојбата со пилешкото месо ја знаеме. Преку ваквите здружувања има ли шанси да поттикнеме и повеќе да се вклучат во производството? Дали вака здружени ќе може да договорите некој ланец на маркети или некакво производство? Дали се создаваат полека и тие услови за да имаме малце повеќе и домашно пилешко? Значи целта на сето ова здружување кое што го имаме заедно со производителите на конзумно јајце е како заеднички да настапиме на македонскиот пазар, на нашиот домашен пазар, како полесно да произведеме и поевтино македонско пиле и македонско јајце и како полесно да дојдеме до потрошувачот и да го убедиме дека треба да купува наши домашни јајце и домашно пилешко месо. Ако ги поделиме проблемите во два дела, за да бидете конкурентни, проблемите да ги насочиме кон поевтина храна и кон релации со маркети с големено домашно производство. Еве околу храната, како да имаме конкурентно јајце и месо? Во делот на храната, која што влегува во голем процент, значи кај влегува некаде околу 60 до 70% во цената, знам дека и во делот на кокошките, во гледувањето на конзумните јајца исто влегува во голем дел. Кога ние би биле здружени, еве пример, ние сега нашето здружување има потрошувачка на храна во текот на денот од 15 тони. Тоа е некаде 10 тони пченка дневно. Значи ние 300 тони пченка ни требаат на ниво на месец. Од добувачите, од увозниците на пченка или домашно производителите кои ќе настапиме ние дека нашите потреби се 3000 тони или 3600 тони во текот на годината, верувајте ми дека ќе имаме добра цена, ќе имаме разбирање од нив и понатака ќе гледаме да се изградиме во задруга, каде што таа задруга ќе ги набавува сите компоненти во делот на исхраната, па дури и самите пилиња, па дури и настапот во маркетите. Знаете дека конзумното јајце може да оди во откупни центри, може да се напи откупни центри, зошто да не и пилешкото. Знаете дека во пилешкото интегратор немаме, на повидок нема некоја иницијатива, али мислам дека сето ова ќе даде еден плод да се тргне во некакво поголемо производство и присуство на македонското пиле во македонските маркети и негова добра потрошувачка од страна на македонскиот потрошач. Во Беровско сточарството е една од грањките која што полека изумира, а во Беровско да најдете млад сточар е уште поголема реткост.
Ванчо, еве, ти си еден од поретките млади сточари кои што наследувате семејната традиција на одгледување овци. Колку овци чувате, колку време ги одгледувате? Па овците ги одгледуваме некаде околу 10 години и одгледуваме околу 130 грла на овци. Со храна како се сноѓате? Имате сопствени површини, што ви е најголем проблем? Да, значи храната собираме од наша површина, сопствена површина. Жито си сееме. За површини, дали имате потреба од повеќе површини? Дали кога би имале повеќе земја може да го проширите стадот? Па да, значи со повеќе површина подобро за нас ќе биде. Главен фактор фактички е храната. Храната, да. Регистрирани кој се како одгледувач тука? Како одгледувач сум јас регистриран и мајка ми е регистриран. Користите нешто поволности од државата, субвенции, има програми за млади? Значи користиме, конкурираме, имавме конкурирано за неповратни средства за млад земјоделец, ама не ни ги одобрија. Субвенции земаме, ама не се исплаќаат на време, значи не е баш кога највеќе ни треба, така, да. Сега ова јагне што го гледаме, за кога се темпира? Како иде тука овој? Ова јагне е за Велик ден при крајот на март, значи стасува за продажба. Како има некои најави какви се цените? Обично цената е таа што е најважна за откупот на јагнето, што одредува како ќе пројдете годината. Најави немаме, значи секоја година цената е многу мала на јагнето, околу 120 до 140 денари, која е незадоволителна, многу мало. Познато е македонското јагне, барано, квалитетно, а кога ќе дојде ред за цена, нема цена. А гледаме извозните пазари дека многу повисоки се цените. Каде мислите дека треба да се поправи работа? Па работата, јас мислам дека треба, ако цената на јагнето е 120 денари, да ви нешто владата да доплати барем до 170-180 денари. Да производна цена некоја дока е 170 да биде рентабилно? Да. Гледам тука струја немате, дали некаква помош во тие фотоволтаици или нешто би значила за производство? Значи да, помош за струја да имаме, мислам дека најмногу ќе ни значи, и ни е најмногу потребно. Струја немаме, вода има, а струја... За вода не е. Да. Како зимно време со волците сега, ова зимо како? Напаѓаат, гладни се? Па волци има, гладни се и мора да се хранат и тие. Тука спасат кучињата? Кучињата, да. Каков е планот? Остануваш во ова производство? Гледам, млади само за надвор размислуваат, за востранство. Ти? Па ако има некое подобрување, например, да се покачат субвенции, пласманот на јагнето да биде во ред, може да се остане. Не ти е проблем да ја работиш? Не. Не ти е проблем работата? Работата не е проблем, ама да има за што да ја работим. За крај на денешната емисија, редовната соработка со Управата за хидрометеоролошки работи. Го прашуваме Ангелко Ангелевски, изминатава недела, топлото време, дали почнат со обнова вегетацијата и како ќе се одрази сето ова врз земјоделството. Па мислам дека ваквите температури во овој период се невообичаени и се надпросечни, затоа што веќе температурите на воздухот во текот на денот во јужните делови постигнаа вредности до 25 степени Целзиусови, што во секој случај она најава која направивме во изминатата седмица дека ќе отпочне од новата на вегетацијата, односно пролетното будење на овошките, особено кај коските видови, посебно се одразува во толшповардарието. Веќе овие процеси се отпочнати, со тоа што веќе имаме и појава и на некои цветови веќе кај бадемот особено, а додека глогот веќе како шумска култура на големо веќе цвета. Меѓутоа во однос на есенските посеви ваквите температури беа повеќе од катастрофални. Според последните мерења на влажноста во почвата покажуваат во изминатава седмица кои ги изведовме, покажуваат дека во слојот од 0 до 10 см длабочина е баш оној слој во кој се наоѓа кореновиот систем, а тоа е оној слој па кој имаме најмалку врнежи, односно имаме најниска влага. Така да таквата влага во почвата е недоволна воопшто, мислам не станува збор за растварање на било какво растварање на минералните ѓубривња, од причини што и да го изведат самото прихранување ќе останат на површината, што сепак овие прихрани се прават со азотни минерални ѓубриња, а знаеме дека и земјоделците знаат дека азотот е лесно испарлив, така да би испаднале на состојба да го фрлат ѓубривото на есенските посеви, а да не добијат од тоа како за возврат ништо. Меѓутоа сепак овие најави во наредната седмица што
имаме според прогнозите дека ќе добиеме некакви врнежи во текот на наредната седмица, сепак влеваат некоја надеж дека ова операција може земјоделците да ја направат во овој период, додека се уште имаме суви услови, односно ниска влага во почвата, за да можат да влезат со механизацијата да го аплицираат џубривото, а додека во наредниот период истото да се раствори и малку од малку да се подигнат самите овие култури, односно посевите, за да можат сепак на некој начин да се надеваат дека ќе имаме некаков род. Се најавува продор на студена воздушна маса, дали се очекуваат некои негативни ниски температури и дали се очекуваат некакви оштетувања? Овошките се во фаза на бабрење, не се толку осетливи, но Значи, во наредниот период, посебно од вторник, се очекува повторно промена на времето. Промена на времето со пад на температурите, на дневните температури, некаде за 8 до 10 степени Целзиусови. Но сепак утринските температури, со исклучок на вторник, или во Беровскиот регион и во наредните денови ќе имаме такви температури минимални, но овие температури ќе бидат во границите на издржливост на овошките во овој период. Бидејќи тие се уште се во најголемиот дел и коскестите видови во фаза на затворени папки, мислам дека ваквите температури од минус 1, 2 или 3 степени Целзиусови не им штетат, нема да им штетат на овошките, бидејќи нивната издржливост е од минус 4 до минус 5 степени Целзиусови. Со што опасноста, барем според нашите согледувања во овој период сега додека снимаме емисијата, мислам дека не наведуваат на тоа дека ќе имаме оштетувања кај овошките. Меѓутоа во Беровскиот регион може би овие температури ќе се спуштат и ќе бидат и пониски, но таму па вегетацијата се наоѓа во една по-заспана фаза, уште во зимски услови, се уште там вегетацијата не е разбудена. Сега важно име на земјоделците кои што се подготвуваат за сеидбата на сончогледот, температурите на почвата, како се очекува со ова заладување да бидат тие? Па температурите на почвата на 5 сантиметарскиот слој веќе и она што се гледа од терен, веќе луѓето од земјоделците почнуваат даораат и веќе ги припремаат површините. Без разлика што тој, значи 10 сантиметарски слој, оној кој го рековме дека е со ниска влага во почвата, сепак со мешањето и со самото орање на подлабоките слоеви, мислам дека целата таа ситуација драстично се менува, така да можноста за припрема на површините за пролетна сеидба остануваат и понатака. Може би не се оптимални, но сепак се во границите на задоволување на потребите на земјоделците. Температурата на почвата во овој период, без разлика што ќе паднат температурите на воздухот во наредниот период, за некои се, како рековме, од 8 до 10 степени Целзиусови, сепак температурата на почвата го задржува едно ниво од изминатиот период, бидејќи, како што спомнавме, сепак незиното ладење оди побавно. И овие температури ќе се движат во границите од 3 до 13 степени Целзиусови, или по станици Скопје 10, Прилеп 7, Битола 7, Демир Капија 11, Гевгелија 13, Струмица 10, Штип 9, Берово 3 и Крива Паланка 6 степени Целзиусови. Тоа беше се што подготвивме за денешната емисија. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. До следната недела имате пријатна недела попладне.